Сакам да ве поздравам, драги браќа и сестри, а да ги поздравам и оние кои што не гледаат по пат на интернет. Моја желба е Господ да не благослови сите ова сабота, ова предпладне. Уводните стихови кои што ќе ги читаме се наоѓаат во книгата Јов, прва глава, 4, 5, 18 и 19 стих. Еве таму што пишува. Неговите синови има обичај да даваат наизменично гозби кај еден од нив. Секој во својот ден и ги повикуваа своите 3 сестри да јадат и пијат со нив. Колку синови имал Јов? 7 синови. Значи секој ден гозби. А кога ќе се изредеа со гозбите, Јов ги повикуваше на посветување. Подрануваше рано наутро и принесуваше паленици за секого од нив и мислеше: кој знае дали не сгрешија моите синови и да не го похулија Бога во своето срце. Така правеше Јов постојано. Значи, секоја ден гозба. Секој син кај себе ги викале и своите сестри. Што правел Јов? Дали доволно Јов го сватил спасението, драги браќи и сестри? Јов мислел дека треба нешто да се направи за да се сочуват неговите синови и керки, а не затоа што Бог е спасител. Тој сакал со дела на некој начин да го поттикне Бога да им опрости ако нешто би сгрешиле. Додека тие гозби, па можда имало и пијанки, не знам какви тие гозби биле. И он трчал одма да донесе жртва, се со цел ако направиле нешто, Господ да им опрости. Мислел Јов дека верата е нешто што треба да правиш, а не да веруваш. Тоа се случува и денеска. Повеќе агностици и атеисти настанале поради погрешните очекувања за лесен живот, кој Бог ќе ги осигура доколку нешто прават. Јас правам и очекувам, не ли така, драги браќи и сестри? Правиме за Бога нешто и очекуваме тој за узврат да не благослови, да ни биде убаво, не ли така? Многу луѓе кои ќе забележат дека верниот живот не ги ослободува од болка и непријатност, заминуваат од Бога. Тие мислат, односно едноставно одбиваат да се фатат за Бога кој дозволува болка во животот. Тие мислат дека го прифатиле Христа и верувањето во Бога прави во истиот момент проблемите да исчезнат и да не биде се лесно во живот. Не ли така? Напротив, еве, кога јас мојот живот го усмерив кон Бога и почнав да верувам во Бога, на почетокот изгледаше како проблемите да се зафатиле по мене како пијавици. Знаете, нели? И како да се залепиле за мене. И размислував тогаш, подлабоко, доколку моето живење за Бога би било мотивирано од ветувањето на живот без проблеми, јас тогаш би направил голема катастрофална грешка. Мислејќи, еве, јас поверував, проблемите автоматски се решава. И јас не би требало да имам проблеми. Затоа што му припаѓаме на Бог кој што не знае за порази. Ако не сум верувал дека Бог одредил мерило во мојот живот, јас би потклекнал на секое искушение без чувство на кривица и срам. Но јас поверував во Бога, бидејќи имав силна желба да се борам против измамливоста на гревовите, кои ме повикуваа да ја прекршам Божјата волја.
Понекогаш ми се чинеше како да се измислени некои нови искушенија за мене, само за јас да би бил мачен. Више има ли случајно такво нешто? Не требаше многу време да откријам дека животот со вера не е покриен со шеќерво прав, драги браќи и сестри. Нити пак е ослободен од болка. Погрешните очекувања од Бога често водат кон токсична или отровна вера која ќе не затруе и уништи, а можеби нема да бидеме свесни за тоа. Имам впечаток дека на нас верата ни служи како начин како животот да го направиме полесен. Веруваме за полесно да ни биде. А карактерот света токму поради што? Поради проблемите. Драги браќи и сестри, токсичната или отровната вера е многу разорна и опасна, која дозволува религијата, а не односот со Бога, да го контролира човековиот живот. Да не се разбереме погрешно сега од ова што го кажувам, сигурно дека религиозниот живот е многу битен, доколку е во склад со Бога и со нашата вера. Таквата вера е оштетена вера со наполно искривено и расипано сваќање за Бога. Луѓето со токсична вера се служат со неа да би ја избегнале реалноста и одговорноста во христијанскиот живот. Отровната вера нема никаква врска со Бога, но има голема врска со луѓето кои сакаат да го измислат Бога или верата која ќе им служи на животното его, наместо да биде на чест на Бога. Накратко, токсичната вера е изговор. Тоа е изговор за одложување на соочувањето со болката во животот. Таа е изговор за чекање за Бог да го направи она што треба ние самите да го направиме. Чекаме Бог да одговори на молитвата како што ние сакаме. До тука јасно ли е? Токсичната вера е имитација на духовниот раст. Токсичните верници наоѓаат замена за Бога. Тоа како изгледаат им постанува многу поважно од тоа кој е Бог и каков е нивниот однос со Бога. Религијските активности ги заменуваат чекорите на растот. Фасадата надворешна постанува замена за срцето кое копне да го запознае Бога. Фасадата постанува бариера помеѓу верникот и Бога или ограда, оставајќи го верникот да преживува само со разорната зависност од формата, а не од вистинската вера. Токсичните верници се отруени од своите постојани фокусирање на своите лични потреби, на своите лични болки и желби за олеснување. Обседнати се со самите себе и имаат малку простор за обожавање на Бога и за задоволување на потребите на другите луѓе. Зошто? Затоа што тие се окупирани со тоа што го сакаат и се завртени кон самите себе си. И не можат да ги видат, ако сте завртени кон самите себе си, не можеме да го видиме проблемот на сестра Анџе, на сестра Ленче. Како ќе го видиме? Ние сакаме да ни биде нас добро. Не сме задоволни едноставно со тоа што сме, онаков живот како што Бог ни подарил. И сакаме да го промениме. Се со цел, зошто? Да изгледаме подобро на околината и да го задоволиме нашето его. И сега не е ни чудо што таквите луѓе кои се наоѓаат во една таква себична состојба, да имаат и многу високи очекувања од Бога. Тие се центар на се врти околу нив, па и Бог треба постојано да биде на линија и да им угодува и да им ги олеснува работите.
Наместо да го бараат Христа, тие што бараат? Олеснување. Олеснување. Не постои поголем греф од обседнатоста со самиот себе и нема поголем отров за верата од тоа. Ние можеме да веруваме во молитвите, да го запаметиме ова. Можеме да веруваме во молитвите и тоа така треба да биде. Молитвите кои ги упатуваме на Бога. Но колку и ова што ќе го кажам сега фрустрирачки да делува на вас, ние не можеме да ги контролираме со своите молитви Бога. Ние можеме да се молиме и треба да се молиме постојано, пишува во Библијата. Но не треба во тоа да имаме знаење дека, презнаење дека со молитвите ние можеме да го контролираме Бога. Ние можеме да бараме, но тој ќе одлучи како да ни одговори. И треба тоа да го прифатиме со вера. Без разлика дали тоа ни одговора моментално или не. Ние не треба да веруваме во она што се молиме, драги браќи и сестри. Туку на оној на кого му ја упатуваме истата молитва. Верата не им се дава на оние кои ја бараат, туку на оние кои што го бараат Христа. Можеме ли да го разграничиме ова? Верата не им се дава на оние кои ја бараат верата, туку оние кои го бараат Христа. Драги браќи и сестри, верата е резултат на избор. Бог дарува вера, а ние одлучуваме дали ќе ја прифатиме или отфрлиме. Немаат сите вера. Во Солуњаните 3:2 пишува. Затоа што ја отфрлили и така ја изгубили. Но проблемот е, како и за сите Божји дарови, постојат услови под кои таа се прима. Обично, верувај, брате, верувај. Ама, треба услови за да веруваш. Зошто многумина немаат вера? Прашање. Божјите барања доаѓаат до нив, но тие не се спремни на послушност. Затоа што барањата се поголеми од она што тие би биле спремни да го дадат или го очекуваат. Еден човек разговарал со својот пријател, кој живеел заедно со својата девојка. Обидувајќи овој пријател да се оправда, објаснувал дека тие се најдобри пријатели со својата девојка, дека се сакаат, ги делат своите искуства, своите интимности еден со друг и така натаму. Ај, одговорил овој човек од другиот. Тоа истото, па и ние го правиме. Јас и мојата сопруга. Зошто тогаш не се венчате, му рекол. Одмавнал со главата. Не, одговорил. Не сакаме да се врзуваме. Овој млад човек сакал да воспостави однос, но стварањето на обврски не доаѓало во предвид. Сакаме близок однос со Бога, но не сакаме обврски, не сакаме жртви. Верата не се заслужува, таа е дар. Че се сложиме сите. Таа е почнување на нов живот во Христа. Верата се добива како резултат на два битни процеса, драги браќи и сестри. Ќе ве замолам од тука понатаму по-добро да ги слушаме работите. Едниот е дека мораме да бидеме што? Раснати со Христа. Вториот е дека мораме наново да се родиме. И двата концепта се од исклучително, есенцијално и од основна важност за еден христијанин или за неговиот христијански живот. Драги браќи и сестри, прашање, што значи да се распнеш со Христа? Дали ние можеби не ја сваќаме правилно идејата за распнувањето со Христа? Повеќето луѓе мислат дека крстот е нешто малку повеќе од
од украст. Кое е нашето мислење во однос на крстот? Како сваќаме што значи да бидеш распнат со Христа? Но Римското царство го користело распнувањето како смртна казна, драги браќи и сестри. За она што било сметано за најлош злочин, римската власт намерно направила распнувањето да биде што поужасно и што поодвратно, исполнувајќи го со јавна срамота оној кој што е распнат. Не е можно да се опише типично распнување, затоа што постоеле многу варијанти на распнување. Римскиот писател Сенека рекол дека не видел само една врста на распнување на крстот, туку повеќе врсти. Джелатите некои жртви ги распнувале со главата надолу, некои ги биле прободувани преку нивните интимни делови, а други ги распнувале со раширени раци на попречните греди. Пазете, семејството и пријателите на жртвите не смееле да изразат тага поради оној кој што го распнувале на крстот. Ако тоа би го направиле, веднаш би биле погубени и тие. И како конечна навреда на оној кој што го распнуваат, не било дозволено телата да бидат погребувани. Браќа и сестри, кога Исус ни кажува да го земеме својот крст и да одиме со него, или кога апостол Павле објавува дека сме распнати со Христа, луѓето во тоа време многу добро разбрале и сватиле што тоа значи. Христос бил символ на што? На смртта. Тој бил олицетворение на нагол, насилен и срамен крај на животот. Човекот кој во римско време го носел на своите раменици крстот, кон местото на распнувањето, веќе се опростил од своите роднини и пријатели. Тој нема да се врати. Кога крстот ќе ја завршил својата работа, личноста е мртва. Како стоите со носењето на крстот? Каква вера имате, браќи и сестри? Не во осудува. Ова е реторичко прашање кое што, покушавам да ве натерам, да размислувате после ова предавање. Нажалост, денес малку се проповеда за крстот. А кога тоа го правиме, обично не зборуваме за стариот крст за кој што зборувал Исус и Павле и неговите современици. Сега е вообичаено да слушаме за новиот крст. Наместо некој да го убие, новиот крст само го преусмерува од лош живот во добар живот. Крстот на древните римјани, пазите, драги браќи и сестри, може би нема да се сложите ова што ќе го спомнам или не е место, но се со цел да го допрам до вас тоа. Крстот на древните римјани ја разголувал и соблекувал својата жртва. Ке ве запрепастам со ова. Голема е веројатноста и Исус да бил целосно разголен на крстот. Целосно таа срамота да е видена пред сите. Крстот на древните римјани ја разголувал и ја соблекувал својата жртва и ја изнесувал на јавно понижување, но современиот крст тежне е да го задржи самопочитувањето. Кој крст го носиме? Ако сакаме да разбереме што значи да веруваш
Мора да го сватиме значењето на раснувањето. Иначе се залажуваме. Тоа значи дека една врста на животот, што значи да веруваш, тоа значи дека една врста на животот мора да заврши, ако сакаме да почнеме друг живот. Крстот прави значењето на следните зборови да бидат многу јасно. Старото помина и ете се стана ново. Иако е можно постепено да се прифати некој нов начин на живот, ние не можеме постепено да поминиме во живот во Христа. Кога ќе го разбереме значењето на раснувањето, ќе сватиме дека христијанскиот живот не може само да биде некој додаток на стариот живот. Тоа мора да биде нов почеток. Новиот живот во Христа не е подобрување на стариот живот, драги браќи и сестри. Затоа не треба да се обидуваме да гледаме колку новиот живот е сличен на стариот, туку да истражуваме во што овие два живота се разликуваат. Кога Исус се крстил на Јордан, што значи да веруваш? Што значи да се вратиш на... Што значи нов почеток? Кога Исус се крстил на Јован, се сеќавате ли следново место каде отишол? Каде? Не во некој рај или нешто удобно да му биде, нели? Во пустината. Пред да те спрема, драги брати и сестро, Господ ќе те оптегне наназад како лак и стрела. Ќе те оптегне наназад. Пред да те направи голем, ќе те смири и понизи. Пред да те направи силен, ќе те направи слаб. Пред да го припреми твоето семејство за благослов, ќе имаш проблеми со семејството, драги брати и сестро. Тој те затегнува како лак стрелата. Ја затегнува и вели учи. А некои луѓе кажуваат: Господе, до кога? До кога, Господе? Не, моје дете, не, моја керко. Јас сакам ти да отидеш многу подалеку. Ако те обтегнем уште повеќе. Затоа ќе те притегнем уште малку. Господе, како ќе издржам? Смири се, јас знам колку можеш ти да издржиш. Боже, ќе се скинам, немој веќе повеќе. Бог кажува: знам до каде можеш. Ќе ви кажам нешто. Крстот значи, што значи носењето на крстот? Ако минуваш низ ова, преку тие нешта, биди готов на испитување, драги брати и сестро. И не се откажувај во тешки времења. Не се откажувај од семејството, кога со твојата жена не можеш да се разбереш. Не се откажувај од децата твои кога тие одат по лоши патишта. Не се откажувај да го бараш Господа, кога телото те боли и никој не ти помага и ништо не ти помага. Продолжи да одиш по патот на Господа. Верувај со смерно и понизно срце. Верувај наивно во Бога, драги брати и сестро. Предај се. Многу е подобро да имаш поверение во Бога, отколку да разбереш што е она што го прави Господ за тебе. Ти не си повикан да го испитуваш Бога, туку да веруваш, драги брати и сестро. Не слепо. Туку врз основа на своите искуства кои што го имаш досега со Бога. Тоа е реалност. Таа не е слепа вера. Таа е вера на факти, на животот и нашиот однос со Бога.
Зарем не се доволни нашите искуства во минатото, за да веруваме правилно и целосно во Бога? Тоа не значи робување. Тоа значи слобода. Христовиот концепт, вториот концепт на новородувањето ја нагласува, или новораѓањето, идејата дека христијанскиот живот е како нов почеток. Исто како што често не го нагласуваме раснувањето со Христа, така и многу цркви често се склони да го занемарат новороѓањето, иеко многу слушаме за спасението. Кога Исус таа ноќ разговарал со Никодим, му рекол дека мораме наново да се родиме ако сакаме да бидеме спасени. Што Никодим мислел? Никодим мислел дека зборува биологија нешто тука, а не теологија. Нели така? И веднаш го исправил Господ со зборовите дека тоа е невозможно. Тогаш Исус му ставил до знаење дека не зборува за биологија, туку за теологија. Христос рекол, а и Павле на тоа мислел кога зборувал за раснувањето, дека христијанскиот живот не е продолжение на стариот. Кога својот живот ќе го предадеме на Исуса, ние не продолжуваме од таму од каде што сме застанале, туку почнуваме нов почеток, ново раѓање. Секако кога доаѓаме кај Исуса, ние го донесуваме целиот тој багаж, целата таа извалкана облека која што сме ја собирале во текот на целиот наш живот. Таквиот терет ни постанал неподнослив. Не бисме имале ние никаква причина да го прифатиме Исуса, ако не ни е доста од досегашната состојба. Ако не сме свесни колку сме бедни, тогаш нема ни да го бараме. Но ако сме свесни во каква состојба се наоѓаме и какви сме без Христа, тогаш ќе го бараме со цело срце. Се додека личноста конечно не свати дека горделивоста, себичноста, горчината, злонамерноста, страста и недостатокот на самоконтрола веќе не се прифатливи, таа нема многу мотивации да се промени. Дали некој сме дошле до некоја тесна или еднокрилна врата со два куфери? Сигурно дека не сте можели да влезете нели со двата куфери низ вратата, па мора да ги одложите, да ги ставите долу. Тоа е прекрасно. Морате да го оставите. Идејата за раснувањето и новиот живот представува вистинско ослободување затоа што означува нов почеток и отклонување на тешкотиите во нашиот живот. Нов почеток, пропратен со вистинска Христова вера. Тоа значи, иеко минатото може би било неподносливо, сега е позади нас. Новиот живот тоа е. Без да се сеќаваме на минатото. Како да не постоело. Раснувањето води сметка за тоа, за минатото. Нема да ни попречи минатото. Кога Исус му рекол на Никодим дека Евангелието се состои од ново раѓање, тоа значи дека не мораме да бидеме фатени во замката на она што се случило во минатото. Браќи и сестри, верувате ли дека онакви какви што сме, дека можеме да ја добиеме она вистинска вера на Исуса? Можеме ли? Тешко е. Се напрегаме, фучиме, туркаме и со сета сила некако напнуваме, но не ни оди. Не ли така? Како сте вие, не знам. Тоа е затоа што не сме искрени пред себе и пред Бога. Сакаме да веруваме, сакаме да имаме голема вера, но не сме искрени пред себе си и пред Бога. Затоа што знаеме како, знаеме дека не е во ред, но може и така си велиме. Нашата гордост не ни дозволува да признаеме дека сме бедни и дека немаме вера. Ајде сите да погледнеме кон себе си, браќи и сестри. Ајде да се завртеме кон себе си и да си кажеме: Господе, го донесувам пред Тебе единствениот дар. Зарем имаме и дари ние?
Што да му дадеме? Можеме ли нешто да дадеме на спасението? Можеме. Можеме. Господе, го донесувам пред Тебе единствениот дар кој можеш да го примиш од мене, а тоа е мојата потреба за Тебе. Или од Тебе. Ова е јасно кажано во приказната за изгубениот син. Ова го разговаравме со Венијамен. За изгубениот син, приказната. Што кажува? Синот се сетил дека не е во ред тоа што го прави, изгубил се и решил да се врати кај својот татко. Нели така? Онаков каков што е. Момчето се вратило кај таткото онакво какво што е. Таткото, пазете, го примил ли? Таткото го примил онаков каков што е, но не го прифатил таков каков што е, затоа што смрдел на свињи. Да. Што кажува? Му облекол нова облека. А да му облече нова облека, треба да го очисти. Се избања, му дал сигурно купка, убава вода, топла и така натаму. Секој од нас мора да дојде кај Христа таков каков што е. Само затоа што не може да се направиме, да бидеме подобри од она што сме. Ние не се тушираме пред него ли да дојдеме, драги браќи и сестри. Туку таму влегуваме во онаква состојба во која што се и наоѓаме. Но кога ќе излеземе од под тушот, ние не сме онакви какви што сме биле пред него ли да влеземе кај Бога. Така Бог не прима онакви какви што сме, но кога ќе дојдеме кај него, се случуваат прекрасни промени. Драги браќи и сестри, оние кои доживеале ново родување или ново раѓање, го следат својот Спасител по секоја цена и ништо не може да ги раздели од него. Го следиме ли нашиот Спасител по секоја цена? Има ли нешто што не разделува, драги брати и сестри? Како стоиме во однос на ова прашање? Го живееме ли ова и ние? Или многу заостануваме? Што мислите? Ако заостануваме, што чекаме? Кога е моментот? Кога ќе дојде тоа погодно време? Пак на погодно време очекуваме. Пак сакаме да ни биде убаво и погодно. Еве сега сме осведочени. Денеска. Можеме ли да го прифаниме овој повик од Бога? Можеме ли да го прифаниме, драги браќи? Браќи и сестри, ова е сериозна работа. Тука зборуваме за спасението. Зарем ке се откажеме после толку години вложување во нашиот христијански живот и да не биде се за џабе? Зарем тоа нешто не покренува да го промениме нашиот живот и нашиот однос со Бога? Зошто не држи во некоја лабавост, во некој сон, во некоја малаксаност? Да не биде нашиот живот за џабе христијански, кој што сме го живееле. Гледав атлетика пред неколку години. Светско првенство и една српска атлетичарка што скока во далечина, се надпреварува и скока за трето место за медал. И скокна 6 метри 97 сантиметри. Само 3 сантиметри и фалеа за медал. Само 3 сантиметри за медал на тоа светско првенство. Драги браќи и сестри, кога Господ ќе дојде, кога ќе излеземе пред Него, може ли да каже Господ, се добро работевте?
како толку добро работевте за Бога, верувавте, но само уште 3 сантиметри ви фали да влезете во Божито царство. Само уште 3 сантиметри. Како би се чувствували ние, драги браќи и сестри? Какво разочарување? Верата е основа на спасението. Верата е основа на спасението. Кој верува и се крсти, ќе биде спасен. Верата е основа од која произлегува наново родувањето и силата за носењето на Христовиот крст. Таму каде што нема вера, се е изгубено. Без вера неможно е да се воспостават правилни односи со Бога. Верата мора да постане дел од нашето животно искуство. Таа мора да биде наш животен стил. Неа мораме да ја доживееме не само теоретски, туку таа да биде дел од нашиот живот и да се види тоа во практика. Христијанинот најпрво доживува вера, па дури тогаш може да свати и опише што се случило. Верата е дар од Бога и е поврзана со делувањето и работата на Светиот Дух и затоа не можеме во потполност да ја разбереме. Таа е често поврзана со чудата, а чудата се надприродни и затоа нив не можеме да ги објасниме. Тоа чудо се ствара во нас. Чудото кое апостол Павле го доживел на патот за Дамаск, во него произвело некршлива вера. Павле тргнал во смрт, но со вера во Бога Господа Исуса Христа и Божите ветувања. Тој не изнесувал некоја сувопарна теорија, туку чудото на обратување кое го доживеа, со кое доживеал потполна промена. Тоа е животно искуство на верата која што ја доживеал Павле. Нека биде тоа и наше искуство. О, драги браќи и сестри, верата не е нешто кое што следува после признавањето дека ти и припаѓаш на адвентистичката црква. Дали се разочаравте малку или? Верата не е последица, односно верата не е нешто кое што следува после признавањето, еве, јас и припаѓам на адвентистичката црква. Верата не е последица на нашето признавање, јас од денес му припаѓам на Христа. И добивам вера голема. Крштевањето не е дозвола со која и се дозволува на верата да влезе во нашето срце. Не. Ако така мислиме, можеме да паднеме во голема заблуда. Верата не се добива со нешто да направиме ние од наша страна. Верата е дар. Многу од нас христијаните ја бараат верата и силата од Бога. Ја бараме ли ние, драги браќи и сестри? Ја бараме ли? Малку сме шкрти во одговорот. Многу од христијаните ја бараат силата и верата од Бога. Но силата на Бога не доаѓа кога се напрегнуваш. Силата на Бога и верата во Бога не доаѓа кога правиш големи работи, драги брати и сестро. Силата на Бога не доаѓа тогаш кога се раскврлаш со прекрасни зборови и прекрасни молитви. И мислиш дека на тој начин ќе успееш да го привлечеш Бога на твоја страна. Силата и верата во Бога не доаѓа кога правиш големи нешта и поради тоа очекуваш Господ да те пофали. Силата и верата во Бога не доаѓа тогаш кога скокаме, викаме, пиштиме. Силата на Бога не доаѓа кога се тепаме, туркаме, викаме, го караме Бога, го прекоруваме да дојде. Не. Силата на Бога не доаѓа тогаш. Силата на Бога доаѓа тогаш кога ќе се предадеш. Целосно, без резерва. Силата на Бога доаѓа кога ќе се предадеш. Силата на Бога доаѓа кога ќе осознаеш дека ти немаш ништо, но се што имаш си предал на кого? На Христа.
Силата на Бога доаѓа кога ќе кажеш ништо од мене, а се од тебе, Господи. Силата и верата од Бога доаѓа кога ќе кажеш и признаеш, јас не можем, а ти можеш, Господи, преку мене. Силата и верата во Бога доаѓа кога ќе кажеш, јас се предавам. И предавам се што имам во Твои раце, Господи. Ја предавам устата, ги предавам моите раце. Ти го предавам животот, ти се предавам целосно. Тогаш доаѓа верата, драги брати и сестро. Силата на Бога не доаѓа кога ќе дознаеш дека ти без Него, односно силата на Бога доаѓа кога ќе дознаеш дека ти без Него не можеш да направиш ништо. Ти не можеш да направиш ништо, тоа да го врежиме во нашите глави, драги браќи и сестри. Тогаш доаѓа силата на Бога во твојот живот. Тогаш Божјата сила и верата толку силно, кога најмалку тоа го очекуваш, ќе делува. Затоа што Бог кажува, ќе ги благослови смирените по срце. Зашто тој кажува, ќе им даде благодат. Благодатта на Господа е силата. Благодатта Негова е силата, драги браќи и сестри. Благодатта доаѓа во смерното, смирено и кротко срце. Срцето кое осознава дека не знае ништо. Срцето кое осознава дека не може да направи ништо. Тогаш Бог доаѓа и делува. Бог не доаѓа да работи со луѓе кои знаат. Бог не доаѓа да работи со луѓе кои можат. Бог, зашто Бог кажува, што кажува? Ке ги посрами, ќе го посрами што? Знаењето. Ке ги посрами оние кои што знаат, умните, разумните. Но ги благословува кои? Кои ги благословува? Бедните, сиромашните, простите, оние што не знаат, смирените, смерените по срце. Кои не можат да состават ниту една реченица и кои искрено велат кон Бога дека ништо не можат без Него. Мојсей беше красноречив човек, не беше красноречив човек, нели така? Не можеше да зборува, тој не можеше да изрече ниту една целосна реченица, дъткаше тој, драги браќи и сестри. Но Бог го избра Мојсей. Мојсей кажува, избери некој друг. Боже. Но Бог вика, тебе ќе те изберам. Зашто Бог го познаваше срцето. Бог ни го познава срцето и кога ќе се смириме од нашето его и од нашето јас. И на тој начин тој се воздигнува и прославува во нашите животи. Драги брати и сестро, смири се под моćната рака на Господа. Предај се на Господа. И тогаш ќе ја видиш Неговата слава во твојот живот. Тогаш ќе ја видиш Неговата сила во животот твој, драги брати и сестро. Веруваш ли во тоа? О, драги браќи и сестри, кога би ревнувале така за Бога, како што ревнуваме за нашата плата. Како што ревнуваш, драги брате и сестро, да ги облечеш своите деца. Како што ревнуваш и сакаш да си го нахраниш семејството. О, кога така би ревнувал за Бога и за Неговото присуство. Кога само така би ревнувал да му го чуеш Неговиот глас, како што си ја сакаме фамилијата и се друго. О, да би чекал одговор од Него, како што чекаш кај лекарот 5 часа, драги брати и сестро. Како што чекаш кај лекарот за терминот кој што ти се наближува. Така да чекаш пред Бога на молитва. Исто како што чекаш таму на опашката на редот за лековите во аптеката. Трпеливо. Да би го чекал така Господа. Каква вера би имал? Да верува силно и трпеливо. Тогаш ништо невозможно нема да има за тебе.
тогаш ни еден ѓавол нема да успее. Тогаш ни едно искушение нема да те победи. Бог не кажува дека ѓаволот нема да доаѓа, но кажува дека ќе не избави од него. Бог не кажува дека ќе немаме напади и проблеми. Бог кажува дека ни едно влакно нема да ни падне од нашата глава. Бог ги знае сите наши влакна по број. Бог кажува нема ништо невозможно за оној кој што верува. Земи ја цврсто во твоите раце таа вера, брати и сестро. Земи го цврсто во твоите раце тоа ветување кое што Бог го дал. А Бог што ветил, не е човек да се одречи. Држи се за седржителот и се моćниот. Држи се за пресилниот и ќе биде силен. Да веруваш во Бога значи да одиш во Негово присуство, драги брати и сестри. Да веруваш во Бога значи со Него да одиш ден и ноќ. Не по време на кога нас не одговара. Тој да биде сенка околу тебе. Тој да биде прибежиште твое. Тој да те крепи со неговите зборови и со неговата реч. Неговото слово да биде твојата утринска храна. Неговото слово да биде твојата вечерна храна. Со него да легнуваш, со него да стануваш. Неговото слово да биде десертот кој што го сакаш после убавата храна, која што си ја јадел. Неговото слово да биде најдобрата храна што ја сакаш. Тоа да биде сладко во тебе. Пишува словото да биде сладко како мед. Посладко од медена пита. Драги браќи и сестри, основата на верата не е теорија. Не е доктрина или знаење. Иеко и сето ова е потребно, току близок, присен однос помеѓу две личности, помеѓу мене и Бога. Спасоносната вера не води кон сигурен однос со Бога, кој без неа не е можно да обстане. Затоа верата е важна состојка, ако не и најважна во спасението. Без вера не е можно, што? Да му се угоди на Бога. Верата не спојува со изворот на неограничените сили, без кои не само што не можеме да напредуваме, туку и духовно не можеме да преживееме. Животворната вера не ги менува само околностите, таа го менува и верникот. Животворната вера не менува, ја менува природата, нашата природа. Ние сме наново родени. Ние кога веруваме, ние не припаѓаме веќе на нашите биолошки родители, од кои ја наследуваме нашата грешна природа. Туку му припаѓаме на Бога, на Исуса Христа, од кој што ја наследуваме духовната или Христовата природа. А како такви ние сме чисти пред Него. И че имаме голема вера од Него. И че правиме чуда кои што ги правил и Он. Верата е чин во кој потполно се предаваме, а со предавањето постануваме победници и ја примаме наградата за вечен живот. Ова е спротивно, пазете, предавање, вели. Ако се предадеме, го примаме вечниот живот, наградата. Ова е спротивно на концептот на човечката логика, затоа што обично победуваат оние кои се борат, кои се спротиставуваат, кои се жртвуваат. Победата, меѓутоа духовната борба на верата е поразлична. Победата е во што? Во предавањето. Во предавањето. Така делува Божјата милост. Бог дава, а човекот со вера го прима понудениот дар. Затоа верата е важен дел од процесот на спасението. Некои мислат да имаш вера исто како кога патникот го остава својот куфер и така натаму. Па или го носи, или го остава својот куфер. Верата не е облека која по потреба се облекува и по потреба се соблекува. Верата не е некој ограничен предмет кој што некојаш не е потребен, некојаш не. Таа расте со вежбање, а слабе е со немарност. Ако нема вежбање, таа умира.
Спасоносната вера се темели на потполно поверение. Верата е безусловно и потполно предавање на Бога, а не прашање зошто. Туку тргај по мене. Верата е безусловно и потполно предавање на Бога. Кога верата ќе воспостави прав однос со Христа, изворот на духовната сила, животот се менува и се раѓа нов човек кој носи Божие обличие. И завршувам со Марко, стихови од Марко 9 глава. Ајде видиме таму што е запишено. Марко 9 глава. Тука станува збор за ицелување на бесниот. Но он е бесен, нели? И таткото негов. Се сеќаваме ли на таа приказна? Ајде малку да прочитаме. А еден од народот му одговори: Учителе, ти го доведов сина си во кого е нем дух. И кога го фаќа, го кутнува и тој се пени, чкрта со забите и се здравува. Им реков на твоите ученици да го истераат, но не можеа, вели. А тој одговори и рече, Исус: О неверен роде, до кога ќе бидам со вас? До кога ќе ве трпам? Доведете го при мене. И му го доведоа. А штом духот го виде, веднаш го стресе и тој падна на земја, се тркалаше и се пенеше. Тогаш Исус го праша татко му. Тогаш Исус го праша татко му. Колку време има откако му се случува ова, а тој му рече од детството, а често го фрла во оган и во вода за да го погуби. И пази што вели таткото сега. Ако можеш нешто, вели на Исус, ако можеш нешто, смилуј се на нас и помогни ни. А Исус рече, ако можеш нешто, се е можно за оној кој верува. Веруваш ли, му рече Исус? И веднаш таткото на детето извика: верувам. Но кога тој кажа верувам, тој се сети дека има во себе сомнеш и тогаш не го скри тоа пред Исус и кажа: помогни му на моето неверие. Колку силни зборови, драги браќи и сестри. Помогни му на моето неверие. Не можам да го верувам тоа. Тој сака да верува, но призна дека не може да верува. Толку силно. Таа молитва, помогни му на моето неверие, да биде и од нашето срце, да излезе. Таа молитва, драги брати и сестро, е посилна од молитвата која што ја повторува секој ден. Веруваш, но нема резултат. Не биди како папагал, драги брати и сестро, верувам, верувам, верувам. И ништо нема од тоа. Подобро кажи: Господе, помогни му на моето неверие. Еве, признавам дека ми недостасува вера. И тоа ми е потребно во овој момент, те молам, дај ми ја. А Бог знае дека ние сме луѓе кои се сомневаме, недоверливи, полни со сомнежи. Господе, те молам, исцели ме од неверието, исцели ме од таа болест. И обнови ме со вера која менува и помага. Драги браќи и сестри, верата прави чуда. Одиме при крајот. Верата прави чуда. Исус вели: и ќе правите поголеми чуда од мене. Кои си тие поголеми чуда? Кои си тие поголеми чуда? Исус лечел, Исус изгонувал демони, Исус воскреснувал. Кои си тие поголеми чуда, поголеми од Христа? Кои што ги правил? Кои си тие, драги браќи и сестри? Тоа поголемо чудо е кога еден грешник ќе се обрати и ќе каже: признавам дека бев грешник и сега јас сакам да го примам Исуса и да го признаам него за мој спасител.
Тоа е поголемото чудо, драги брати и сестро. Затоа кажува, одете и проповедајте. Одете и проповедајте, Исус вели. Јас завршив мојата работа, кажува. Јас ви дадов спасение. Јас воскреснав. Јас посредувам за вас. Сега вие сте наред, сака да каже. Сега вие одете, проповедајте и секој човек кој поверува и се крсти, ќе биде спасен. Тоа е поголемото чудо, кога една душа се радува, целото небо се радува. Кога една душа се спасува, целото небо воскликнува. Затоа што тоа е поголемото чудо од сите оние чуда кои што ги правеше Исус. Поголемото чудо не е да воскрешнеш мртов, драги брати и сестро. Поголемото чудо не е да истеруваш демони. Поголемото чудо е тоа кога еден човек, една душа, се преселува од царството на темнината во царството на Бога. Поголемото чудо е кога еден беше мртов, а сега веќе живее. Поголемото чудо е да се обрати еден грешник од грешниот пат и да се покае. Тоа е поголемото чудо од она што го правил Исус. Поголемото чудо е ти че живееш и целиот твој дом. Поголемото чудо е дека не само ти да живееш, туку и твоите деца. Поголемото чудо не е само твоите деца, туку и твоите блиски ќе се спасат. Поголемото чудо е што и целото поколение ќе ти биде спасено, драги брати и сестро, ако имаш вера вистинска во Бога. Затоа верувај. Ако имаш вера како синапово зрно, ќе правиш големи чуда и ќе бидеш сведок на производот кој ќе произлезе од твојата вера во Бога. Затоа Исус кажува, и поголеми чуда од моите ќе правите, зашто јас одам кај Отец. Амин.